течение на реката Брегалница, почнувајќи од браната Калиманци, па се до Малешевските планини, се наоѓа Пијанец. Преку него минува реката Брегалница, лево и десно од Брегалница се наоѓаат китните пијанечки насади. Ова позади мене е денешното Делчево, некогашното Царево село. Над него високо се издига планината Влаина, опеана во многу народни песни од пијанечко, а најпозната е Димна јуда мамо, град градила, на планина на Влаина. Пијанечкиот крај е богат со неизмерно народно богатство, почнувајќи од народните песни, народните ора, народните инструменти, но и со многу народни традиции кои се задржале се до денешни дни. Сепак, од многобројното неизмерно фолклорно богатство на Пијанец се издвојуваат музичките изворни народни инструменти што се уште се задржале во пијанечко. Еден од тие инструменти е и кебелето. Ние трагавме по кебелето. Покрај гајдата и тамбурата, кебелето во Пијанец доскоро беше еден од најомилените и најраспространетите народни инструменти, особено во селото од разбиен тип. Тој е жичен народен инструмент. Најчесто го има со 3 жици, а се среќава и со 1, 4 и со 5, но веќе поретко. Погоден е за домашно семејно музицирање, за домашни свечени прилики како веридби, слави, служби, кога доаѓаат гости, маалџи, но често го има и на соборите. Секоја населба имаше свој соборен ден. За него, за соборниот ден, се шиеше нова облека, пејачките ги пробаа ороводните песни, а инструменталистите правеа нови инструменти или ги поправаа старите. Беше вистинска убавина да се биде на еден од соборните денови во Пијанец. Повеќе тој инструмент беше карактеристичен за населбите од разбиен тип, како што реков пред тоа. Го имаше во секое мало во населбите од Делчево кон Македонска Каменица. На него свиреа многу луѓе од малото, па и од самото семејство. Децата се учеа да свират гледајќи ги и слушајќи ги по старите, а потоа утрото, кога секој ќе оди по работа, децата го краделе кеменето и кришно вежбале. Тоа го правеле не само момчињата, туку и девојчињата. Затоа и денеска има се уште жени по пијанечко кои свират на кемене. Кеменето има волшебно убава боја на тонот и е погоден за придружба на епските песни, но исто така и на ороводните, на лирските и на хумористичните песни. Со кемене се многу убаво пее, со кемене се убаво свири, но и многу лесно игра. Дека кеменето е стар народен инструмент во нашата таковина, сведочат и некои фрески во некои наши цркви и манастири, како во манастирот во село Слепче, каде на влезната врата е насликано кемене со 1 жица. А во црквата во село Кучевиште е насликано троstruno кемене. Кеменџиите биле многу сакани луѓе. Со своето кемене и неговата волшебност кон себе ги мамеле најубавите девојки. Ниеден кеменџија не останал неоженет, туку напротив, многу од нив зеле богати девојки, отишле како домазети и слично. Во мојата досегашна собирачка активност сум имал прилика многу пати да чујам како сопругите го бендиселе својот сопруг токму затоа што свирил на кемен. Во една прилика во село Дулица на сопругата на Ване Цебовски
кеменџија и гајдаџија од истото село, му реков: "А бре, Ване, ајде да ми го продадеш кеменето." И тој малку така се подзамисли: "Ке ти дадам убави пари." Се подзамисли малку, а неговата сопруга веднаш скокна и рече: "Не, ако Ване го продаде кеменето, не ми треба повеќе Ване." Толку. Ова е инструментот кемене. Неговото име потекнува од зборот чамендже. Чамендже е инструмент сличен на нашето кемене, со 3 жици, што го има во Иран, Сирија, го има во Турција, во земјите покрај Средоземното море на Афричкиот континент, па го има и на Балканот, во Грција, го има во соседна Република Бугарија, во Пиринскиот дел на Македонија. Кај нас го има во Македонија најчесто, најмногу заправо, во источниот дел на Македонија и североисточниот дел, почнувајќи од Кубаново, Кратово, Крива Паланка, Штип, Проби Штип, Кочани, Каменица, Делчево. Некој пат го имало и во Берово. Инструментот кемене го има со повеќе жици. Најобичното, кое денеска го нема, речеси, имало само една жица. Најмногу и најчесто се среќава кеменето со 3 жици. Тоа е тоа кемене, а го има и со 4, па дури и со 5 жици, но веќе тоа со 5 жици е поретко се среќава. Се изработува од повеќе видови на дрва. Личи на круша, нашето кемене, и се изработува од круша, од дивата круша, од трновка, што ја викаме ние. Потоа може да се изработи од врба, од слива, но најубавите кемениња се изработуваат од орев и од клен. Кеменето е едноставен народен инструмент и малку повешт кеменџија може и сам да си го направи кеменето. Троструното кемене има 3 главни дела. Овој дел се вика глава и може да биде како ова во вид на лист, може да биде во круг, може да биде во трапезна форма и различни други форми. На главата горе има една мал отвор каде што стои, каде што инструментот се закачува и стои закачен на гредата и можеме во секој случај, во секоја прилика да го земеме. Овој дел од тука до тука, тоа е врат или шија, и тука долниот дел, тело на инструментот, или нашиот народ тоа го вика кратуна. Длабочината на кратуната изнесува 5 до 7 сантиметри. Издлабената кратуна се покрива со брезова штичка, која на долниот дел има 2 отвори, кои можат да бидат во различна форма. Може да бидат како на ова кемене круг, може да биде квадрат, може да биде во вид на буквата С, во зависност од тоа како мајсторот ќе сака да го направи. На горниот дел од брезовата штичка има отворено 3 отвори како резонатори од кои излегува тонот, распространети се или ставени во вид на рамностран
триаголник, а исто така и од позади има еден отвор кој исто така помогнува да излегува тонот од кратуната, односно од телото на инструментот. На долниот дел, уште мајсторот кога го прави кеменето, остава еден мал дел од дрвото кој треба да послужи за да се тука зацврстат жиците на инструментот, а на долниот дел има една мала шајка која служи за да инструменталистот го закачи својот инструмент кога седи и кога стои, за да инструментот не мрда, односно стои во статична и убава положба. На овој дел има една мала плочка која е закачена за дрвениот дел, а на неа 3 отвори на кои се ставени жиците. Во круговите, во десниот круг има една мала ногарка на која е ставено магаренцето, народот го вика магаренце. Магаренцето има задача да ги подигне жиците, да можат тие да бидат слободни и да произведуваат тон. Горе на главата, кај троструното кемене има 3 отвори и 3 чивии, народ ги вика чивии, на кои се ставаат жиците. За да може да се свири со овој инструмент, се прави посебна направа што се вика гудало музички, ама народот ја вика трлачка. На трлачката се става конско влакно. Најубавото влакно се бира од кон, а не од кобила. Заради тоа што кај кобилата влакното е многу помрсно за разлика од конското влакно. За да може да се свири со кемене, да произведува тон, бидејќи влакното е мрсно, мора да се премачка. Музички се вика калофониум. А народот го употребува, бидејќи немало калофониум порано, употребувал смола или темјан. Кога ќе потрламе по смолата се загрева и се залепува за влакното и на тој начин влакното постанува грапаво и произведува тон. За да може да се свири на кемене, кеменџијата треба да знае да си го наштима, да го дотера инструментот. Нашите кеменџии многу убаво чувствуваат кога кеменето не им е наштимано и веднаш застануваат да го тоа дотераат. Прво мора да се знае дека се дотерува првата жица. По неа се дотеруваат и другите 2 жици. Првата жица, музички, ако е дотерана на тонот ла, втората жица е пониска, исто е ла, ама е за 8 стапала пониска, односно за октава. Третата жица е повисока од втората за 4 стапала, односно кварта. Кеменџиите тонот го произведува благодарејќи на левата рака. Левата рака со сите 4 прста се додирнува првата жица. Значи мелодиската линија се изведува на првата жица. Притискајќи ги го прстот, односно ноктот од прстите на жицата, со тоа се скратува жицата и се произведува повисок тон. А се користи и палецот само за третата жица. Се до 50-тите години на минатиот век,
Кеменето беше господар на музичкиот семеен живот во поголем дел од пијанечките населби. Имаше многу луѓе кои свиреа на кемен. Имаше и изработувачи, скоро во секое село, и големи надпревари на кеменџиите, на тогашните собори кои во тоа време се уште постоеа. Кој кеменџија успееше да направи најголемо оро, неговото оро да биде со најголем број на играорци, тоа значи дека тој бил најголемиот кеменџија на тој соборен ден. Од 1955 година, кога почна иселувањето на турското население за Турција, почна првото раселување на населението од селата од разбиен тип и ливно одење во градот, како и во поубавите села од збиен тип. Дел од населбите останаа со мал број на жители, а тие што ги напуштија и се преселија дојдоа во нова средина. Навистина со себе ги понесоа и своите песни, инструменти и слично, но снаоѓањето и бодеше потешко. Второто големо напуштање на населбите стана со индустриализацијата на градот во кој се градеа првите фабрики, а работната сила доаѓаше од селата. Во прв момент тие патуваа, а потоа си направеа куќи и останаа во градот. Селските населби останаа празни со мал број на жители. Згаснаа соборните денови, згаснаа песните, ги снема инструменталистите. Тоа беше погубно за нашиот пијанечки фолк. Миграцијата и напуштањето не само на селата, туку и на градот е присутна и денеска. Денешната миграција се разликува од поранешните со тоа што луѓето заминуваат во потрага во подобар живот надвор од ковината. Некои со желба да се вратат, а некои остануваат таму вечно. Од нашата потрага по кеменето дојдовме до поразителни моменти каде во некои населби не успеавме да најдеме кеменџија, а некаде по 1 или 20. Само едно дете забележавме дека вежба и учи да музицира на кемен, а некогаш во секое мало имаше деца кои свиреа. Покрај кеменето, во уште потешка состојба се наоѓа изворната стара пијанечка тамбура, која речиси е доведена до работ на своето исчезнување. Неминовно е потребна таква акција за бележење на репертуарот на постојните и ретки живи тамбураджи. Така би се сочувале тамбураджиските свирки, песни и ора. Се обидовме да забележиме дел од репертуарот на снимените кеменџии. Тој треба да послужи како пример за идните настојувања, што треба да ги направиме за да го повратиме повторно кеменето и кеменџиските ора и песни во живот. Не смееме да си дозволиме пред нашите очи да згаснува дел од нашата култура и музичко богатство, а тоа ете ни се случува. Многумина од кеменџиите се во поодминати години. Останати сами без своите блиски, кеменето и денеска им е најомиленото навраќање на младоста и на некогашниот богат музички живот. Во многу случаи, по нивната смрт кеменето го земаат нивните синови, а најчесто внуци. Го носат со себе во странство и го чуваат за спомен од својот дедо, а без да се учат да свират. Во други случаи, кеменето по смртта му се става во гроб. Нашите, сепак добри кеменџии, уште пред својата смрт, препорачуваат кеменето да се даде на некој кој знае да свири и на тој начин да се спомнува и неговото име, а кеменето да продолжи да живее без него. На крајот да кажеме дека нашите пијанечки кеменџии на Републичкиот фестивал во Долнани се носители на врвни освоени награди, дипломи и златни плакети, кои се гордост на целото нивно себество, но и на нашиот пијанечки фон. Токму затоа мораме да му помогнеме на кеменето да живее, бидејќи тоа е дел од нашето културно богатство и белег на нашиот идентитет.
razveseli. I ti ne se nadaš, majko, i ti ne se nadaš, go se da prečekaš, mame, go se da prečekaš, zdravlje mila